Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Јас сум Златко Ѓелевски, а ова е првото издание на емисијата ТВ 103, која што ќе биде посветена на ТВ серијата Defending Jacob, ТВ серија која од гледачите создава порота која мора да пресуди за вината или за невиноста на ликовите кои што ги содржи. Во свет во кој огромен замав во филмската индустрија земаат ТВ сериите, кои имаат се поголеми и поголеми буџети и им дозволуваат на авторите да бидат што е можно послободни во својата креација, затоа што конкуренцијата бара создавање на смели дела, кои ќе се разликуваат едно од друго, и тука се јави потребата од создавањето на ТВ 103, една своевидна специјализирана емисија за анализирање на актуелни ТВ серии, кои може да се погледнат на национални телевизии, на кабелски оператори или на стриминг сервисите. Вечерва на програмата ќе разговарам за Defending Jacob, која се емитуваше изминатите месеци на Apple Plus и заврши првата сезона пред некоја недела. Доколку сте љубители на процедурални серии кои имаат заплеткано действие од рангот на The Night Of, How to Get Away with Murder, Proven Innocent, 13 Reasons Why, The Sinner или па можеби Лутер, тогаш сте на вистинската фреквенција, која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие притаен меѓусвет, кој го содржи севкупното човечко искуство, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето со помош на своите продорни сознанија. Останете вклучени затоа што започнува програмата на ТВ 103. На почетокот ја слушнавме композицијата Sure Shot и по неја следуваше Sabotage, односно тоа се теми кои што се наоѓаат на четвртото албумско остварување на Beastie Boys од 1994 година, насловено како Ill Communication. Тоа е издание кое што следува по третиот албум Check Your Head, каде што двајцата Адамовци и Майк Ди соработуваат со најразлични музичари и не се подпираат само на семплувањето, туку и ги земаат инструментите во нивните раце. Албумот е издаден за Capitol Records, односно за Grand Royal. Бендот е формиран 1978 во Нью Йорк, меѓутоа во нивната бурна кариера патуваат од Нью Йорк до Лос Анџелес и ги прошируваат нивните музички авантури. Иако слушаме две композиции од овој албум, во продолжение ќе слушнеме уште две, од кои што едната е Heart Attack Man, тема која што ќе ве наврати на панкерските почетоци на Beastie Boys, а потоа следува една инструментална тема именувана како Bobo on the Counter. Останете вклучени, започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, наменета за анализа на актуелни ТВ серии, во која што предмет ќе биде ТВ серијата Defending Jacob, која е криминалистичка ТВ драма, еден мини серијал кој се базира на истоимената новела на авторот Вилијам Лендај, серија која беше продуцирана за Apple Plus. Јас сум голем противник на самопрогласени новокомпонирани стриминг канали како што е Apple Plus, кои немаат намера да се однесуваат како стриминг сервис. Напротив, селекцијата на оригинални серии ја распределуваат со неделно епизодно прикажување, што може би одговара на практиката на кабелските оператори, но не е прифатливо за еден стриминг сервис во 20-тиот век на таков начин да оперира. Разбирливо ми е дека се нови на пазарот, не им е важно дали ќе бидат профитабилни или не, затоа што друга намена има фирмата и слично како и iTunes, додека се продаваат производите на Apple и ги задржуваат корисниците, ќе имаат користи тие од овие квази стриминг платформи. Сега, кога водечката конкуренција одлучува комплетна серија да пушти во еден ден во неделата и во текот на неделата објави нови и стари филмови, не може да се развлечкува серијата во рок од 2-3 месеци, затоа што се губи низиниот интензитет и континуитет. Барем јас сакам да ја имам во посет, па дали ќе ја бинџам
или ќе ја гледам епизода на ден, тоа зависи од моето слободно време и расположение, затоа што некогаш премала доза е една епизода неделно, посебно на получасовните серии. Мислам, сепак треба да се движиме кон прогрес, а не кон регрес. Во случајот на Defending Jacob, може би е соодветна одлуката за неделно дозирање, со оглед на времетраењето на епизодите, иако јас не би имал проблем по 2 епизоди неделно да беа сервирани, затоа што сметам дека таа е таа здрава доза со која треба да се конзумира серијата. Бидејќи епизодите се развлечени и разводнети, и штом него згуснале бројот на епизоди со набиено действие, туку го разредчиле, би било пожелно да добиеме поголема неделна мера. Тоа барем беше мојот проблем со доставата на самата серија. Тоа дозволува подетално да се навлезе во емоционалните согледби на ликовите, овозможувајќи го прикажувањето на најразновидните препреки со кои што тие се соочуваат, како што тоа, например, би се случувало и во една новела. И сега да се вратиме на Defending Jacob, каде што е создадено од страна на Марк Бомбек. Тој е креаторот на серијата, незиниот сценарист, кој што е голем љубител на мајмуни, како што може да забележиме, односно е задолжен за ревитализирањето на Planet of the Apes, филмскиот серијал, како и сценаријата за Outlaw King и ремейкот на Total Recall и The Wolverine и многу други понеуспешни блокбастери. Сега, како што веќе напоменав, ова е процедурална серија и во морето на медиокритетни криминалистички серии во кои предвидливоста и лошата манипулација на тензијата е воочлива од првата сцена, Марк добро е запознаен да не заглави во установените тропи на жанровските јами, а неговиот најсилен адут во пишувањето се постојаните пресврти во епизодите, како вешт кормилар за вниманието на гледачите во потрага по вистината и разоткривањето на кој е инволвиран во убиството, што е поблизок третман можеби до сериализирањето на 13 Reasons Why, отколку до крими сериите. Мортен Тилдум е режисерот на комплетниот мини-серијал. Сум говорел порано дека има огромна разлика во сериите кои ги снима еден човек и сериите кои се снимени од 5 до 10 различни режисери и режисерки, а тоа е воочливо од неконзистентноста на снимениот материјал пред се. Тука го нема тој проблем. Мортен е норвешки режисер на SF романсата Passengers, оскаровскиот The Imitation Game, крими трилерот Headhunters, како и епизоди од Counterpart и Том Кленсис Джек Рајан. Од голема полза е неговата визуелна ладнокрвност, односно студенилото присутно во фотографијата, кое придонесува многу за визуелниот квалитет на самата серија, при што ја одвојува од другите. Затоа ја спомнав и Counterpart, која ги поседува истите својства, меѓутоа таа е реминесцентна на периодичноста и пред се ситуирање во едно сосема поразлично време, а за разлика од неја Defending Jacob има свое синило кое што ја доближува можеби повеќе до Озарк. Во секој случај одличен е изборот за режирање на потребите на серијата, баш поради тоа што се задржува таа конзистентност која што ја напоменав, за да нема некои драстични изблици и скокови во квалитетот, односно не квалитетот. Сега, серијата имаше премиера на 24 април и траеше до 29 мај 2020 година. Излегуваше недела за недела, со тоа што на почетокот беа емитувани неколку епизоди, што е секогаш добре дојден мамец за залажување на иницијалните гледачи, кои потоа или ќе заборават дека серијата постои, или ќе се фрустрираат за тоа што ќе добиваат неделна доза. Јас бев дел од вториот табор, се разбира, но серијата е составена од 8 речиси едночасовни епизоди, така што, иако е мини-серијал во прашање, не ви бегаат скоро 7 часови за незиното гледање, така што бидете подготвени.
Во Defending Jacob станува збор за Енди Барбер, глумен од Крис Еванс, кој е почитуван помошник на јавниот обвинител во Ньютон, Месачусетс. Тој живе пред се во тој американски сон, во предградието со неговата сопруга Лори, глумена од Мишел Докери, и нивниот 14 годишен син Джейкоб, глумен од Джейден Мартел. Енди е назначен да го истражува убиството на Бен Ривкин, соученикот на Джейкоб, кој е најден проводен во паркот во близина на училиштето. Джейкоб на нивните родители Джейкоб на неговите родители им соопштува дека Бен бил насилник и шупак, кој соучениците кои не го поднесувале по неговата смрт лицемерно даваа срцепарателни емпатични изјави. Иако најпрви осомничен е педофилот Леонард Пац, недостатокот на докази не име од помош на полицијата и на истражителите за неговото уапсување. Следниот кон кој се вперени прстите на обвинението е синот Джейкоб, кој не го поднесувал многу починатиот и го наоѓа неговото тело во паркот, но не им споменува на родителите за тоа откритие. Што медиумите дознаваат кој е осомничен, започнува хајката против родителите и нивниот живот никогаш нема да биде вратен во нормала. Во кратки црти, ова е содржината на Defending Jacob и можам да навлезам подетално во судскиот процес и откривањето на потенцијалниот доказен материјал и пред се манипулацијата во неговото толкување за да соодветствува на некој калап на вистината, во пред се инволвирањето на останатите членови на фамилијата, каков е третманот на членовите на семејството од околината, штом подлупа се стави нивното минато, во потрагата по чинители кои ќе бидат своевидна индикација за елементарното насилно однесување на Джейкоб, да можам да ви говорам за тајните, односно премолчувањата со кои се прикрива вистинитоста, меѓутоа и се зголемува неизвестноста на самото дело, како и во начинот во кој се резолвира самиот случај, но тоа ќе биде комплетно предавање на сочните начела на серијата, кои сакам самите да ги вкусите со очите, а не да ме слушате мене, како ви го расипувам првиот впечаток. Меѓутоа можам да напоменам дека се издвојува од останатите процедурални ТВ серии, баш поради тоа што детално ги разработува мелодраматичните аспекти на самата серија, ги зацврстува ликовите во една тродимензионална форма, со тоа што поистоветувањето со самиот гледач го прави на поубедителен начин и при самото тоа поврзување со самите ликови, протнувајќи ги во тие турбулентни води, со сите пресврати кои што ги нуди епизода за епизода, оваа серија го задржува вниманието на самиот гледач, доколку веќе се направи таа спрега да се стави под лупа фамилијата која што е обвинета за изведувањето на овие немили чинови. Тука можам да направам една кратка музичка пауза, со која што ќе ви напоменам дека во текот на емисијата ќе ви говорам и за ликовите, и за нивните улоги кои што ги имаат актерите, и за нивниот перформанс, како и за самиот крај на серијата, каде што ќе ви говорам за одредени спецификации кои што сметам дека се клучни за комплетирање на анализата и евалуирање на квалитетите кои што ги поседува Defending Jacob. Така што во продолжение ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на сега веќе култното албумско остварување The Fate of the Land. Имено станува збор за третиот долгосвиречки албум на The Prodigy од 1997 година, предводени од Лиам Хаулет, момците од Essex, мајсторите на Big Beat звукот со тие моćни брейкдауни го создаваат ова ревенг дело кое што е издадено за Maverick Records, бенд оформен 1990 во Велика Британија, со тоа што во продолжение ќе слушнеме препознатливата и запаллива Firestarter, ќе слушнеме Funky Shit и
еден од највпечатливите видеозаписи кои што ретко кој може ден денес да го надмине, баш поради е интригантен и контроверзен сам по себе од самото негово појавување до ден денес, а тоа е композицијата Smack My Bitch Up. Така што по The Prodigy се враќам во етер за да ви говорам за актерите и за ликовите кои што глумат во Defending Jacob. Уживајте. Вие сте на брановите на Радио Канал 103 и го слушате првото издание на ТВ 103, во кое што ви говорам за Defending Jacob, односно во анализата за оваа ТВ серија. Доаѓаме до сегментот кој што е посветен на ликовите и на улогите кои што и глумат актерите, односно оваа серија е предводена од страна на Крис Еванс, кој што го знаеме од одличниот филм Knives Out. Тој исто така оглуми Кептен Америка во Марвел универзумот. Потоа е составен дел од актерската екипа на Snowpiercer, на одличниот Бонг Джун Хо. Потоа глумеше и во Scott Pilgrim vs. The World, тоа е на Едгар Рајт, еден харизматичен и шармантен филм, во Sunshine на Дени Бойл и во голем број на невпечатливи романтични комедии, како што е Not Another Teen Movie. Сега, тој го глуми Енди Барбер, помошникот на јавниот обвинител, чиј што син Джейкоб е обвинет за извршување на убиството врз соученикот во паркот. Иако тој ја започнува истрагата, штом обвиненијата за синот станат витални за случајот, тој престанува да се инволвира во него и преминува на другата страна, како негов помошник, односно помошник на бранителот на синот. Сега, Крис е соодветен избор за улогата, која бара од една страна стоицизам, но и зачуденост во обвинението кое, иако на почетокот не би му паднало на памет за да биде обвинет неговиот син, постепено почнува да се сомнева во насилниот геном кој може би со генерации се пренесувал во неговата ложа. Иако на моменти Крис преглумува и непотребно го крши калапот кога не е под притисок, овие одлики може да се препишат на ликот, кој е ставен во незавидна позиција и бара начин како да го канализира револтот од обвинението, иако сепак постои своевиден сомнеш во него. Джейден Мартел, младиот актер кој што исто така глумеше во Knives Out, потоа е составен дел од екипата на It и It Chapter 2, глуми во Low Tide, во личниот The Lodge, The Book of Henry, во ТВ серијата Masters of Sex и во филмот Midnight Special. Тој го глуми Джейкоб Барбер, момчето кое е обвинето за убивањето на соученикот, кој премолчува дека го има најдено на неговото тело, но со премолчувањето на голем број на првично незначителни аспекти на неговото однесување, кога ќе се воспостави постапката за неговото обвинение, сите тие агенции елементи ќе бидат фрлени во огнот како бензин. Джейден има препознатлив изглед, кој крие некаква загадочност, што е совршен избор за момче кое максимално ќе ги искористи своите атрибути, при тоа останувајќи и апатичен и индигниран, доближувајќи ја неговата изведба можеби до главниот лик од We Need to Talk About Kevin. Пабло Шрибер го предпоставам дека го знаете повеќе од улогата на Мед Суини од American Gods, исто така глумеше и во филмот First Man. Многу епизодни улоги има во серии, глумеше дури и во Eater на Fear Itself, продолжението на Masters of Horror, и исто така има глумено во Telltale и во Lords of Dogtown. Тој го глуми Нил Логидис, кој е исто така колега на Енди, но е задолжен да ја преземе неговата функција и да состави случај против неговиот син од страна на јавниот правобранител. Тој е амбициозен и не баш секогаш игра со чисти раце, но и покрај подлите и провокативни маневри се обидува да го расветли случајот и да дојде што е можно поблиску до премолчената вистина. Сега, едно од најсилните надополнување на серијата е J.K. Симонс, звездата од Сенка,
кој глуми во Justice League, во Palm Springs, во Klaus, во Counterpart, La La Land, Whiplash, Jennifer's Body, Juno, Postal, First Snow, Spider-Man и една огромна обемна кариера која што има започнато дури во 80-тите години. Тој го глуми ликот на Били Барбер, таткото на Енди и дедото на Джейкоб, кој лежи во затвор за убиство, кој дополнително ќе ја комплицира разрешницата на самото дело. Енди го негира неговото постоење и го држи понастрана и во тајност од семејството и има добра причина за тоа, според него. Сега, прекрасно освежување во серијата е овој опасен актер, кој има страшни ингеренции иако се наоѓа зад решетки. Даниел Хеншел е австралијански актер кој што го знаеме од Skin, од Okja, од Ghost in the Shell, од Snowtown Murderers. Тој го глуми Леонард Пац, кој што е педофилот кој Енди смета дека е виновен за убиството на Бен, меѓутоа нема конкретен доказ за да ја утврди неговата теза. Тој е повлечен во ајер кој, иако важи за предатор, се држи на физичка дистанца од децата, но не ги пушта надвор од неговиот видик. Уште една значајна инстанца која ја поматува равенката со многу непознати, кои може да бидат потенцијални убијци пред се. Од страна на женскиот табор на оваа серија ја имаме Мишел Докери, која е англиска актерка која глумеше како сопруга на Метју Макконахи во The Gentleman, потоа исто така е составен дел од серијата и филмот Downton Abbey, глуми во Selfless, во Non-Stop, Ана Каренина, во Хана и во многу други ТВ серии. Таа во оваа серија ја глуми Лори Барбер, мајката на Джейкоб и сопругата на Енди, која се наоѓа насреде ураганот, кој го дестабилизира нејзиниот здрав разум пред се. Таа е една од последните која ги дознава премолчените тајни и на синот, и на сопругот, и тоа ја става во незавидна позиција, глумејќи секогаш на работ до експлодирање, но задржувајќи ја стоицистичката фасада за предвперените објективи на папарацо новинарите. Тоа раѓа огромен сомнеш во неа, често згрозувајќи ја од немилата вистина која ќе ја открие, која се криела под дидилата на животот во предградието. Покрај неа во серијата глуми и Чери Джонс, која ја знаеме од Motherless Brooklyn, A Rainy Day in New York, од The Handmaid's Tale, American Crime, The Party, од прекрасната Nosedive, епизода на Black Mirror. Исто така глумеше во серијата 11-22-63, во филмот Night of Cups на Теренс Малик, во серијата 24, во Ocean's 12 на Содерберг, во The Village и Signs на Шамалан и Ерин Брокович. Таа во серијата е глуми Джоана Клайн, која е адвокатка со големо искуство и реноме во професијата и непорекливост пред се и посветеност кон случаите на нејзините клиенти, карактеристики кои ќе ги примени во самиот случај на Джейкоб, како негов адвокат, кој повеќе ќе помогне во начинот на кој фамилијата треба да се однесува пред поротата и пред будното око на јавноста, која ќе бара гестикулации и изјави со кои ќе сака да ги прогласи за виновни, да ги стави на бесилка. Бети Габриел, која што ја знаеме од Human Capital, од Counterpart, од Westworld, од Upgrade, од Get Out, од The Purge Election Year, ја глуми Пем Дафи, детективка која најпрвин соработува со Енди во самата истрага, но штом неговиот син е обвинет, таа се обидува да продолжи со работата на случајот, збирајќи пред се доказен материјал. Незиниот лик се обидува да се потпре на доказите, да биде методолошки подкована, кои не се секогаш во полза на Джейкоб. Тоа ќе направи раздор помеѓу неа и Енди, но ќе потегне таа едно многу интригантно прашање, можеби никогаш не ни биле блиски пријатели. Еден типизиран лик кој што Бети често знае да го глуми во сериите. Сакина Джефри ја знаеме од Lost in Space, ја знаеме и како Мама Джи од American Gods, глумеше исто така и во Late Night.
во House of Cards, во Dark Was the Night, во Red Sparrow, глумеше и во Mr. Robot, како и The Meyerowitz Stories и други серии кај што глуми најчесто типизирани етнички ликови. Во оваа серија е Лин Канаван, односно претпоставената на Енди, која долги години не само што има востановено професионална соработка како надредена, која е задоволна од неговата посветеност пред се на изнаоѓање на вистината и одржување на правдата на пиедестал, има и пријателски однос кој па е ставен на тест кога ќе мора да го отстрани од истрагата бидејќи се наоѓа во компромитирачка позиција. Но сепак нејзината улога е улога на епизодистка. Пурна Јаганатан е актерка од Тунис, која што глумеше во Never Have I Ever, во Месаја, во Big Little Lies, во The Act, во Better Call Saul, The Circle, The Night Of, значи одлични серии. Во оваа серија глуми доктор Елизабет Вогел, психотерапевт кој го надгледува однесувањето на Джейкоб и пред се на семејството Барбер, обидувајќи се да им го образложи стадиумот во кој се наоѓа нивниот син, но и да им помогне да го пребродат овој турбулентен период. Често глуми типизирани улоги на психолог во серии или пак епизодни улоги во одреден етникум, кои што најчесто се од индиско потекло. Така што ова е прегледот на значајните, пред се позначајните ликови и нивната функција која што ја имаат во серијата, чисто колку да ви ги потенцирам шаковските фигури кои што се ставени на самата маса, а во следниот блог би разговарал за најразличните спецификации во кои што е форматиран пред се, во кој што е создаден обликот на самата серија која што ја одбележува нејзината пред се целовитост и квалитетите кои што ги поседува. Тука може да направиме една кратка музичка пауза. Во продолжение на емисијата ќе слушнеме композиции од две долгосвиречки остварувања, именно станува збор за два култни бенда, од кои што првите се Faith No More. Конкретно ќе слушнеме композиции од нивниот албум Angel Dust од 1992 година, нивниот четврти долгосвиречки албум по одличниот The Real Thing, албум во кој излегува на површина експериментирањата на Майк Петон, издаден за Slash, односно за Reprise. Ова е бенд кој што ни доаѓа од Сан Франциско, оформен од 1979. Ќе ги слушнеме најверојатно Kindergarten и A Small Victory, а потоа ќе слушнеме неколку композиции од албумот Different Classes, извинувам, од 1995 година на култниот британски бенд од Шефилд, Pulp, оформен 1978. Ова е нивниот петти долгосвирачки албум, издаден за Island Records, наоѓајќи се на врвот на бритпоп движењето и воопшто нивната кариера. Дружината на Джарвис Кукер снима одличен албум. Од него ќе слушнеме препознатливата Common People, меѓутоа ќе слушнеме и Monday Morning, која што дава еден зачин на самиот албум без кој што не би бил тоа што е. Потоа ќе се вратам во етер за да ви говорам за најразличните квалитети кои што ги поседуваат засебните спецификации на Defending Jacob. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата TV 103 во која што ви говорам за актуелните ТВ серии во која што ја анализирам Defending Jacob, една криминалистичка ТВ драма во која што во овој сегмент на емисијата сакам да споделам неколку мои заклучоци во поглед на спецификациите на самата серија, односно да направам деконструкција на сето тоа што сметам дека се нејзини предности или па можеби мани. Во поглед на самата најава, која што е монтирана со помош на една одлична синтеза на дејствието на серијата, преку најразновидни символи, како што е одзумирањето од предградието,
претворајќи се во листо од паркот, кај што е убиено детето, кај што има па отпечаток кој се претвора во цртеж на фрижидер додека уапсен е член на фамилијата. Значи ова се вешти транзиции кои потполно ги доловуваат клучните мигови од самата серија и го присуствуваат действието уште во самата најава, која што на најдобар начин ја символизира пред се драматуршката тежина која што има серијата. Во поглед на режисерите, како што веќе ви напоменав на почетокот на емисијата, има само еден. Пред се тоа е Мортен Тилдум, кој што сосема добро за одржување на конзистентната визија од прва до последна епизода, што ме плаши доколку беа серија на режисери по јазовите кои што се воспоставуваат помеѓу самите епизоди ќе беа многу по забележливи и ќе имаше поголеми осцилации во конзистентноста и поголеми падови пред се. Во поглед на музиката, исландскиот композитор Атли Орварсон е композиторот на новиот Jacob's Ladder, The Edge of 17, Rams, Colette, Season of the Witch, The Fourth Kind, Chicago Fire. Едноставно создава во поглед на оваа серија еден минималистички скор на исчекување, во кој успешно го балансира летаргичното пијано и оргулите, со жичаните оркестрации со минимална електроника во позадината, за акцентирање и задржување на делото во неговата комплетност. Ова е мелодичен композитор кој е соодветен за воспоставување на амбиентот на серијата. Во поглед на сценографијата, со оглед на тоа што е ситуирано действието во модерно доба, серијата нужно е да се одвива во интериери на домовите и во судница, што најчесто е и случајот и тука и нема некое драстично отклонување. Тука дизајнерката Пети Подеста си ја завршила нејзината работа на најубедително ниво, добивајќи и со помош на визуализацијата една друга димензија на стерилно синило, за кое што во поглед на самата фотографија и кадрирање и таа чистина на декорот кој што го има во интериерот максимално ја употребува кинематограферот на Game of Thrones, на Boardwalk Empire и на Rome, односно Джонатан Фримен, кој создава едно стерилно обкружување во судницата и домот, поставувајќи ги ликовите во некакво модернистичко чистилиште на отуѓеноста пред се. Снимена е со Panavision Millennium DXL2 во дигиталниот големен DXL RAW формат, односно во 2:1 аспект на снимање. Во поглед на монтажата, со оглед на тоа што потребно е да се воспостави спор ритам и постепено откривање на слоевите на премолчените тајни, монтажата остава премногу простор за серијата да дише, што е на нејзина штета според мене, создавајќи предолги епизоди во кои неретко содржината го губи чекорот со самото темпо на епизодата. Сега, во поглед на костимографијата, со оглед на тоа што се одвива во денешницата, нема некое драстично одскокнување од модерната облека која бија носеле останатите семејства пред градијата на Масачусетс денес. Во поглед на надприродното нема елементи кои што се застапени во оваа серија, пред се ова е серија која се држи до рамките на реализмот и дури не ни има ирационална или надприродна компонента во поглед на убиството. А во поглед на ефектите ги има во мал број и се однесуваат на начинот на убивање на Бен, односно во сите тие хипотези. Стилизираниот јазик во поглед на оваа серија не се потпира на употреба на некаков сленг, туку имаме јазик на комуникација кај младите во месенџер, кој што е присутен, но избегнате сленгот и најчесто се држиме до литературниот говор. Во поглед на недостатоците на оваа серија, како што веќе напоменав, најголемата критика од мене ќе ја добие во преголемиот број на епизоди за еден мини серијал во кој се развлекува до немајкаде содржината со помош на мелодрамата, на сметка на убавите изблици на тензијата, која се создава од исчекувањето
и пред се актерскиот перформанс. Некој ќе има проблем со конклузијата на серијата, затоа што е доста амбигвитетна, но тоа мене воопшто не ми пречеше, напротив, во последната епизода беше нафрлено од немајкаде објаснувањето за случајот, кој го гледаме во текот на целосната сезона, што може би беа преголем број на информации за обработување, за разлика од спорадичниот тек, но воопшто не ми пречеше таа промена во динамиката. Јас немав проблеми со нити па со стерилното десатурирање на боите кои што го имаше применето кинематограферот. Континуитетот на епизодите не можам да речам дека имаше лоши или негледливи епизоди, меѓутоа имаше пад на мојот интерес во одредени епизоди, како се разводнуваше действието и случајот се заплеткуваше во собствената опашка, одејќи по истите ќорсокаци. Така што немаше филер епизоди, но имаше празен од во неколку од нив. Во поглед на интертекстуалност и адаптација, немаше употреба на метатекст, меѓутоа ништо не се ни реферира, иако налетав на критика дека земена е преголема слобода во поглед на адаптирањето на книгата. Не можам да го тврдам тоа, ја немам прочитано, така што овие забелешки се постоечки од страна на колегите критичари во поглед на адаптирањето на самата серија. Поглед на атмосферата, убедителноста и гледливоста, има доза на исчекување и серијата бара од гледачот да им пресуди на ликовите дали се виновни или не. Јас ја очекував со нетрпение недела за недела серијата, слично како и The Morning Show, која ја исчекував на Apple+, и за мој вкус е сосема убедителна за криминалниот случај кој се обидува да го покрие и да го прикрие. Во поглед на епилогот, веќе напоменав за проблематичноста на самиот епилог, кој ги реконтекстуализира случаите кои се одбиваат, затоа што нуди драстични нови информации кои, иако расветлуваат одредени аспекти, сепак се задржува дилемата за постоењето на вината на ликовите кои што се инволвирани во убиството. Една разрешница која малку ме пробуди од заспаниот ритам на серијата, која што уште еднаш потенцирам дека не беше на одмет. Во поглед на евалуацијата, од мене серијата има 8 од 10, ќе беше поголема оценката доколку се редуцираше бројот на епизодите, се згуснеше действието, но актерската изведба од членовите на фамилијата и споредните ликови беше на ниво и таа е всушност најсилниот адут на самата серија. Доколку се направеа некои подрастични и поиновативни примеси во поглед на драматуршкото действие, тогаш дефинитивно ќе имаше уште една оценка плюс, меѓутоа не ја доби и не ја заслужи. Во поглед на постојање на и имање на простор за евентуално продолжение, секако дека има простор за тоа, но не знам дали екипата би се нафатила да се плетка со нови случаи и колку навистина би биле надополнување на тоа што веќе го имаме погледнато во текот на серијата, односно на виденото. Така што тоа го оставам на Apple и на популарноста на оваа серија и дали воопшто овие актери кои што земаат се поголем замав и примат се заинтересирани воопшто повторно да се вратат на малиот екран, иако денес се крши таа граница помеѓу малиот екран и големо платно, со оглед на тоа што има постојано прелевање на актери од една во друга сфера, заради тоа што не само бидејќи се добро платени, се разбира, и буџетите на сериите се значително на повисоко ниво, меѓутоа предизвикот на овие актери да глумат нешто што пред се ќе им даде поголем простор за експериментирање од една страна и од друга страна разглобување на ликовите кои што ги глумат, што е една голема придобивка која што може би во филмовите и ја немаат. Сега се разбира Defending Jacob е снимена во текот на еден месец, е снимена во поглед на тоа
на одредена локација се снимени нелинеарно епизодите, односно ако треба да се снима во домот, се снимаат сите сцени кои што се снимени во домот, што до некаде можеби е конфузно за самите актери, меѓутоа тоа се принципите на снимање кои што бараат одредена логистика за да може да се спроведе, но сепак има поголем простор за истражување на ликовите, за поигрување со нив и тоа ја дава и таа длабочина која што пред се ја има Defending Jacob. Уште еднаш потенцирам, доколку сте љубители на The Night of и воопшто на серии кои што имаат процедурална тематика, допираат до криминалистиката, меѓутоа пред се мелодрами, тогаш оваа серија е наменета токму за вас. За крајот на емисијата може да слушнеме неколку композиции кои што се најдоа на самиот скор на оваа серија, која што се разбира беше работено од страна на исландскиот композитор Атли Орварсон, како негово надополнување. За крајот ќе слушнеме и една композиција од Faith No More, односно Midnight Cowboy, по која што ќе следува и Transitions на момците на Beastie Boys. Така што со овие композиции ќе го завршиме ово издание на TV103, со тоа што само да не заборавам да напоменам дека во текот на емисијата имавте можност и да го слушнете и трейлерот за самата серија и едно кратко интервју со самите актери, кое што беше направено од страна на Entertainment, така што чисто колку да слушнете за тоа како имаат дојдено до нивните улоги и што значат пред се предизвиците да се глумат тие улоги од страна на членовите на фамилијата во оваа ТВ серија. Така што вие го слушавте првото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелески, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на Defending Jacob. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински преглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии.